Семејството Аслани, кое вчера ја доживеа најголемата трагедија, смртта на нивниот 2-годишен син, јавно проговори за, како што велат, полициска бруталност и понижувачки третман. Детето почина на скопските клиники, а наместо поддршка и сочувство, семејството тврди дека било изложено на насилство и сомнежи. Скршен од болка и тага денеска таткото побара правда. Дента на новогодишната ноќ искочив со семејството надвор да гледаме тоа огномет и отеднаш жената си го држеше син ми и отеднаш нешто направи син ми вака нешто, не знам ни ја што се случило, ги викнав комшиите, отидовме у лекар, сакам правда за мојот син, да се најде сторител. Нивниот адвокат вели сторителот мора да се најде. Денеска е многу тажен ден заради тоа што го погребавме 2-годишното дете кое што согласно медицинските документи кои што ги имаме во моментот е починато врз основа на насилна смрт. Се уште не знаеме точно од што и како е настаната таа насилна смрт поради тоа што немаме детален обдукцијски извештај кој што ни рекоа дека треба да го добиеме во следните 3 недели. Вчера за Рома престаткото тврдеше дека на него и на блиски членови полициски службеници им нанеле модринки по телото, но и дека бил испрашуван и третиран како осомничен, со прашања дали тој имал било каква вмешаност во смртта на сопствениот син. Ни повика таму полиција, ги тепа моите чичковци, мене ме малтетира 2 дена внатре, не ме оставија да си го видам синот. Од Министерството за внатрешни работи пак велат пријава за полициското постапување нема. До овој момент во одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди нема пријава во врска со случајот за кој прашувате. 2-годишното дете било донесено на ургентниот центар во исклучително тешка состојба со метален стран предмет во главата. По 24 часа реанимација и максимални напори на лекарите, детето починало. Причината биле тешки и неповратни оштетувања на мозокот, а обвинителството издаде наредба за обдукција.